Господине Јуевски, специјалната јавна обвинителка Катица Јанева ја нема во јавноста веќе цела недела после обелоденувањето на случајот и страгата за случајот Рекет. Какви сомневања досега имате за нејзина инволвираност во овој случај? Обвинителството сомневањата и доказите кои ги имаше веќе ги сподели на пресконференцијата. Обвинителот кој постапува по конкретниот предмет, како што беше соопштено, и ја води постапката и прибира докази во врска со инволвираноста на сите лица во конкретниот кривично-правен настан. Да, меѓутоа од една страна се зборува за презумпција на невиност, а од друга страна веќе целата јавност говори како дека таа е инволвирана, вмешана и речиси осомничена. Од тие причини веќе кога е обелоденето нејзиното име, барем до кој степен е и нејзината инволвираност? Да, во јавноста имаше повеќе шпекулации на оваа тема и во делот на одговорноста на специјалната обвинителка, но во тој дел во овој момент обвинителството не може да соопшти повеќе детали осим овие што досега беа соопштени и преку соопштението и преку пресконференција. Кога планирате да ја сослушате, доколку воопшто се планира нешто така? Дали планираме да ја сослушаме и кога планираме, во овој момент не би открил, бидејќи тоа зависи од доказите што обвинителот кој постапува во конкретниот предмет ќе ги обезбеди и во која насока тие докази ќе го водат и од тоа обвинителот ќе процени кои лица треба да ги сослуша и во кој период. Според нашите информации, нели, како што беше обелоденето, веќе и двајца од специјалното јавно обвинителство се пријавиле како сведоци за случајот. Дали се сослушани, дали ќе прифатите да воопшто да бидат сослушани? Мислам дека погрешна информацијата дека двајца јавни обвинители од тоа обвинителство се прифатиле да сведочат и јас мислам дека сите обвинители ќе соработуваат со јавното обвинителство и повторно ќе нагласам дека обвинителството врз основа на овие докази што ги обезбедува во текот на истрагата и правецот во кој ќе водат овие докази ќе процени кои лица меѓу нив јавните обвинители дали треба на определени околности да ги сослуша или пак нема да има потреба од тоа. Сите тие прашања се отворени и јас во една прилика реков дека обвинителството определено е овој случај целосно да го истражи и врз основа на повторно ќе речем доказите до кои ние ќе дојдеме во текот на истрагата, отворени се прашањата дали таа истрага ќе се прошири и врз други лица или пак ќе се прошири и за други кривични дела. Добро, тогаш еве дали некој од специјалното јавно обвинителство се имаат јавено кај вас за да соработуваат во врска? Со мене од специјалното јавно обвинителство во врска со конкретниот случај никој не е разговарал. Дали некој разговарал со обвинителот кој постапува по овој предмет, мене не ми е познато. Но јас колку знам и претпоставувам дека тоа не зависи од волјата на обвинителите, од специјалното јавно обвинителство, доколку обвинителот кој го води овој предмет процени дека од корис може да му бидат сведочењата на некои јавни обвинители дека ќе ги повика и ќе ги сослуша во врска со околностите кои ќе му бидат неопходни во текот на водењето на оваа постапка. Добро, синот на Катица Јанева е вработен во телевизија во 1 ТВ, каде што и веќе беше извршен претрес и беше запленет компјутерот од неговата канцеларија. Дали се точни информациите дека во тој компјутер биле пронајдени дел од аудио снимките, односно така наречените бомби? Тоа ниту можам да потврдам, ниту да демонтирам. Единствено можам да потврдам дека при претресот во таа канцеларија врз основа на наредба одземен е неговиот компјутер, дека податоците од компјутерот се дадени на вештачење и очекуваме да го добиеме тоа вештачење и врз основа на тоа да видиме ова што прашувате вие, дали имало одредени податоци и какви податоци и на кој начин се обезбедени тие податоци, доколку евентуално има такви податоци.
некакви првични сознанија нема? Не, првични сознанија немаме. Нас ни беше неопходно тој компјутер да го одземеме заради другите околности во врска со овој настан. Добро, пристигнати се и како што веќе беше обелоденето и вештачењето од мобилниот телефон на специјалната јавна обвинителка. Имате ли некакви сознанија, првични наоди за тоа што се одржи, со кого има разговарано последен пат? И јас во тој дел немам конкретни сознанија. Прочитав една изјава во која обвинителот што го води предметот очекуваше денеска во текот на денот или утре да ги добие вештачењата. Дали во меѓувреме се добиени или не се добиени, не знам, но и ако се денеска добиени, треба време да се проучат вештачењата, да се види кои факти, кои околности се истакнати во овие вештачења и што понатаму ќе преземе обвинителот кој постапува во предметот во врска со наодите во вештачење. А што е со другиот телефон на специјалната јавна обвинителка, дали е лоциран? До овој момент телефонот, колку јас знам, не е лоциран. Тоа, повторно ќе речем, се е прашање, веројатно повеќе се познати на обвинителот кој го води овој случај. Познато е дека ние одземавме еден телефон, а за другиот телефон на лицата кои беа задолжени да ја спроведат наредбата за одземање на телефоните ме кажано дека е изгубен. Господин Јовевски, Но обвинителството и во тој дел преземаше мерки за да утврди околностите во врска со тој телефон. Дали, кои се првичните сознанија, дали влијанието, евентуалното влијание на специјалната јавна обвинителка е извршено само во однос на една истрага што ја водеше СЈО, или е можно да се прошири и за влијание да имало и за други истраги? Во моментот индициите се само во една истрага, во еден конкретен предмет и како што соопштивме ние во таа насока ја водиме досегашната постапка и истрагата. Доколку натаму повторно ќе речеме имаме други докази, обвинителството ќе ги преземе и тие мерки за документирање на конкретните околности. Добро, се знае во јавноста дека станува збор за случајот Империја. Колку сега отварањето на случајот Рекет може да ја контаминира до известен степен истрагата за Империја? Мислам дека не може овој предмет да ја компрометира истрагата за Империја, бидејќи овој предмет се води за сосема други околности, не се води за околностите кои се предмет на интерес или на истрага во тој предмет и јас не гледам воопшто никаква поврзаност помеѓу овој предмет и предметот кој вие го споменувате. Хипотетички адвокатите би можеле да речат дури не заврши истрагата за Рекет, барем се стопира истрагата за Империја, бидејќи двата случаи сега некако на известен начин се поврзаа. Тоа е право на одбраната како ќе ја прави стратегијата во рамките на тој предмет и мене тоа апсолутно не ми е познато каква стратегија во делот на одбраната ќе изградат бранителите и осомничениот во тој предмет, но уште еднаш потенцирам, во овој момент јас не гледам никаква причина заради отварањето на овој предмет да се компрометира тој предмет. Се пријавиле и други бизнисмени кои што би сакале да се јават како да се инволвираат или да се вклучат во случајот во истрагата за Рекет. Дали се тие исто осомничени во случај на СЈО или не? Да, има пријавено и други лица со действија слични на ова. Обвинителката која постапува по предметот има земено искази. За нас нема да биде доволно само нивното сведочење и во тој дел ќе бараме и други докази. И уште еднаш нагласувам дека сите прашања во тој дел се отворени. За нас е битно да најдеме материјални докази за нивните тврдења и доколку најдеме докази за тоа, не е спорно дека истрагата ќе ја прошириме и за други кривични дела или евентуално и за други обвинети, осомничени лица. Колку бизнисмени се пријавени за Рекет за од ваков вид и дали се осомничени тие лица во случај на СЈО? Во овој момент не знам, бидејќи таа состојба се менува. Знам дека едно или две лица, од две лица обвинителката зема
изјави во оваа насока во која вие прашувате. Колку посебните истражни мерки помогнаа да се прибават докази во овој случај? Ние немаме во овој случај посебни истражни мерки во делот на докажувањето на кривичното дело. Ние имавме посебни мерки во делот на следење на осомничените лица, што е сосема друг аспект од аспектот на обезбедување на докази за кривичното дело. Добро, сведокот бизнисмен фактички ги има обезбедено нели видеоснимките. Со оглед на тоа што се прибавени незаконски, може ли да бидат доказ во евентуална судска постапка? Ние овие докази, овие материјали ќе ги користиме како докази и со тие материјали, доколку натаму дојде до обвинение, се разбира зависно од резултатот на истрагата, ќе ги користиме како докази, но за тоа одлука носи судот. Инаку познато е дека ваквите докази веќе има и пракса во нашата земја, во неколку случаи се прифатени како докази. Има пракса на Европскиот суд, Македонија е потписник на овие конвенции и ние очекуваме дека на тој план нема да имаме проблеми со користење на овие докази, бидејќи неспорно е во овој случај дека јавниот интерес е над приватниот интерес. Второ, за еден дел од овие докази, тоа се снимки од видеокамери кои се легално поставени и според тоа и на повеќе објекти има такви видеокамери и судовите во повеќе наврати ги користеле снимките како докази во постапката. А дали парите кои биле ставени во таа скапа чанта за која што зборуваме биле обележени, ако не, како може да бидат доказ во постапката? Парите не биле обележени, но може да бидат користени како доказ во постапката со оглед на претходното прашање што разговаравме околу валидноста на доказите, за кои ние сме уверени дека ќе докажеме пред судот дека тие докази не се незаконито обезбедени, односно дека може да се користат во текот на кривичната постапка. Потоа, во делот на парите, ние прибираме и други податоци, имаме уште во предистрагата прибрано податоци за дел од сметките од кои се извлечени овие пари и како е дојдено да се обезбеди таа сума на пари. Во 2 наврати биле обезбедени? Да, во 2 наврати, од кои во едниот наврат се обезбедени 500.000, во другиот 1 милион. И како одел патот на парите, докаде имате ли некакви првични сознанија за потеклото на... Потеклото на парите во овој момент обвинителството не ги истражува. Ви спомнав дека ние имаме за делот од парите докази врз основа на од кои сметки се влечени поголемиот дел од парите. Добро, ова е еден случај кој што отвори и сомневање околу работата на специјалниот јавен обвинител, што е нели во кој што имаше голема доверба во јавноста, а меѓутоа од Советот на јавни обвинители каде што сте вие досега не чувме ниту збор. Ке чекате да се заврши ова истрага? Во тој дел најмалку сум компетентен да одговорам на тоа прашање, бидејќи пред се Советот треба да се занимава со тоа прашање, доколку Советот смета за потребно и закаже седница. Јас ќе учествувам зависно од тоа како би била точката на дневен ред. Познато ви е дека во делот на работењето на ова обвинителство во сегашниот важечки закон јавниот обвинител на Република Северна Македонија, така да речем, нема ингеренции и јас во досегашниот тек во сите овие соработка со специјалното обвинителство строго се држав до тој принцип да не ја повредам самостојноста на ова јавно обвинителство.
Добро, знаете го води овој случај обвинителството за организиран криминал, а осомничени се сега 2 лица. Колкава е веројатноста ова да прерасне во случај на злосторничко здружување? Сите прашања во овој момент се отворени. Веќе спомнав дека еден настане овој, токолку одредени, како рековте вие, мислам, бизнисмени и стопанственици пријават други дела, обвинителството ќе ги испита и тие, или ги испитува, истражува тие дела и зависно од доказите, обвинителството може во секој момент да ја проширува истрагата и да донесе соодветна одлука во делот што сите тие докази ценејќи го секој посебно и во нивната севкупност ќе доведат. Добро, снимките на сведокот ги има правено странска разузнавачка служба. Колку тоа влегува во делот на шпионажа со оглед на тоа што можеби се изнесувале доверливи информации од тие што со кои располага специјалното јавно обвинителство? Јас не знам дали снимките ги проверала странска служба, единствено спомнав дека тоа се снимки во објектот пред објектот и во објектот на сведокот. Една работа, втора работа дека во овие снимки не се правени со намера доверливи податоци да се изнесуваат за потреби на странска разузнавачка служба или странска земја, но повторно ќе речам, сите овие прашања се предмет на истрагата и сите овие прашања обвинителот кој постапува по конкретниот предмет во текот на преземањето на действијата во истрагата ќе ги утврдува. Добро, и за крај уште едно прашање, дали сметате, значи, околу судбината и днината на специјалното јавно обвинителство, дали сметате дека е добро решението да биде дел од обвинителството за организиран криминал и корупција? Недвоебено мислам дека е тоа добро решение, дури и во поранешниот предлог на закон за јавно обвинителство беше предвидено овие две обвинителства по неколку години, тамо беше определен во предлогот законските решенија и конкретен рок, да се интегрираат, да се спојат во едно обвинителство, но сега со оглед на нова настанатата ситуација, сегашните решенија се веднаш да се спојат овие две обвинителства. Во поранешното решение интенцијата беше во делот на досегашната нивна самостојност за предметите за кои тие се основани, да се задржи таа самостојност за неколку години, за да можат овие предмети да се доведат при крај. Сега, како што е познато, со новиот предлог, предлог законски решенија, се предвидува тие по донесувањето на законот да станат едно обвинителство и мислам дека нема да има во тој дел тешкоти. Ако се донесе такво законско решение, ние ќе настојуваме ресурсите што ги има специјалното обвинителство да се задржат во рамките на новото јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција, како што ќе му е новото име на ова обвинителство, а во исто време мислам дека добро ќе биде овие обвинителства да функционираат како едно обвинителство, така ќе се обезбеди и подобро искористување на ресурсите и квалитетот на јавните обвинители и нивниот интегритет во новото обвинителство. Единствено, јас можеби мене ми смета задржаното решение тоа обвинителство да постапува во предметите по жалба, односно во втор степен пред апелационите судови. Тоа смета дека треба да го прави? Тоа се прави отстапка во делот на процесот само за ово обвинителство и мислам дека посоодветно решение би било ако по нивните предмети се постапува како што вообичаено се постапува и со другите предмети од јавното обвинителство, односно
пред апелациониот суд нивните предмети да ги застапува Висшето јавно обвинителство во Скопје, бидејќи тие се основани за надлежност на територијата на цела Република Македонија, потоа истапуваат пред Кривичниот суд, а Кривичниот суд спаѓа во, така да речем, територијална надлежност, организацијска надлежност на Висшето јавно обвинителство во Скопје.